Сите светли патишта повторно и се отвараат на фудбалскиот клуб Брегалница. Најпознатиот клуб во регионот за пријател и спонзор го има Кирил Гогов, сопственик на синџир маркетите Китго, што во овие услови е рамно на джекпот добивка. Големиот ден за Брегалница и илјадниците нејзини фанови беше причина и за емотивно обраќање на штипскиот градоначалник Благој Бочварски, кој големата вест на јавноста им ја соопшти лично. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска имам можност да ја информирам јавноста за продолжението на она што го донесовме како одлука на Советот на општина Штип, а тоа е продажбата на фудбалскиот клуб Брегалница. Можем да кажам дека е многу значајна одлука за Штип и штипјани, бидејќи Брегалница, фудбалскиот клуб, нашата гордост, се наоѓаше на крстопат и бевме исправени сите пред одлука на Советот на општина Штип дали ќе одиме со приватизација на овој клуб или ќе продолжиме по истиот пат на финансирање од страна на општина Штип. Јас можам да кажам дека во претходниот период, додека сум градоначалник на општина Штип, трошевме од 180 до 200.000 евра средства од буџетот на општина Штип за финансирање на клубот и можам да кажам дека фудбалскиот клуб Брегалница, нешто за кое што се залагав, ја водеа спортисти, спортски работници. Иднината на фудбалскиот клуб Брегалница во изминатиот период беше причина за изградба на долгорочна и успешна стратегија, а причината е едноставна. Многу често Брегалница трошила и многу повеќе пари, во минатото трошила и по 300.000 евра, но најчесто било со незадоволителни и слаби резултати кои што штипјани и фудбалскиот клуб Брегалница не го заслужуваат. Мораме да знаеме сите дека фудбалскиот клуб Брегалница е клуб со 98 годишна традиција, клуб кој што е поголем од сите нас, поголем од политичките партии, клуб кој што е поголем од играчите, од тренерите, но тоа е клуб кој што постои за сите нас, и за играчите, и за граѓаните на Штип, но и за граѓаните на нашата земја, кои што апсолутно знаат да го ценат овој клуб. Секаде каде и да одам во нашите околни земји, луѓе знаат да ме прашаат каде е Брегалница, што прави и какви резултати остварува. Од овие причини на Брегалница и треба нова перспектива. Сметам и јас и општина Штип и сите советнички групи во Советот на општина Штип дека на Брегалница и треба рестарт, дека и треба нова енергија, дека и треба повеќе средства, кадровски и стручен потенцијал многу поголем од ова што го има сега. Јас не сакам Брегалница да биде единствено штипска гордост поради нејзиното минато и поради нејзините настапи во втората југословенска фудбалска лига, поединечните блесоци во првата македонска фудбалска лига, туку јас сакам Брегалница да биде клуб и бренд на денешницата и на иднината. Со истото мислење е и новиот сопственик на Брегалница, Кирил Гогов. Мислам дека и на Брегалница како наш голем бренд и е местото меѓу најдобрите. Лично од моје име би сакал да кажам дека ќе работиме совесно, ќе работиме одговорно. Исто како и градоначалникот Бочварски и за Гогов, за Брегалница освен успешна прва лига, друга алтернатива нема. Направивме екипа кој што ќе биде добра и ќе се бори за ево тоа влегување во првата лига. Меѓутоа едно сакам да кажам дека нели за мене лично како партнер и инвеститор во фудбалски клуб Брегалница, влегувањето во првата лига треба на сите да ни биде оврска, а не гордост, затоа што нели низ минатиот период, како што каже и градоначалникот, би сакал да ево со моето влегување и улагање да едноставно Брегалница видиме на некој повисок рейтинг од кој што е сега. Во меѓувреме, фудбалерите на Брегалница се во интензивни подготовки за новата сезона, во која влегуваат со десетина нови фудбалери и досега најголем ентузијазам. Од нив се очекува оваа сезона да им биде последна во второлигашката конкуренција. Нека е со среќа.